Цените на млекото и млечните производи во маркетите го достигнаа својот максимум. Кашкавалот и сирењето за многумина станаа недостижни. Граѓаните бараат поевтина варијанта, па почнаа директно да купуваат од производителите. 42-годишниот Селјами Сулејман од штипското село Шашаварлија секој петок на штипскиот пазар продава козјо сирење и млеко. Вели периодов драстично му е зголемена побарувачката. Освен на пазарот, производите му ги купуваат и од дома. До 30 до 40% повеќе побаруваат. Да. 350 моментално козјо сирење. Млекото кило и по 100 денари. Некаде околу 70 денари. Главниот мотив е како да се преброди кризата. Секој се снаоѓа како знае и умее, велат граѓаните кои се жалат на празните кесиња и уште по празните джепови. Да разгледаме дека е поевтино там да земе нешто. На теране на се. Те пензионер сум пред 3-4 месеца, нешто остануваше сега, не ми нистасува пензија. Како реално 500 денара кило сирење идеал 500 денара? Како реално цено, како може да биде? Може и за производителите да е малку, ама за нас купувачите мислам скапо е. Производите се поскапи секојдневно и сите одиме да бараме што поевтино. Значи без разлика на што. Денеска го купиш лебо 40, утре ќе биде 45. А да не зборуваме за другите производи. Наќе Михајлов има над 1500 овци и речиси 2 децени и своите производи ги продава по пазарите. Вели дека не сака сирењето и урдата да ги продава на улица. Напротив, треба да има одредено место, каде што ќе може да ги изнесе своите производи. Според овој одгледувач, екстремниот скок на цените на млечните производи е нереален. Не го бендисувам, зашто тоа не е право млеко и право сирење. Ова ти е право сирење. Реално ли е тоа покачување? Не е реално. За разлика од маркетите каде овчото сирење се продава над 500 денари, кај произведувачот истиот производ, но со друг квалитет може да се купи од 400 до 450 денари. На социјалните мрежи веќе постојат платформи и групи каде граѓаните онлайн купуваат тази измолзено млеко или направено сирење директно од самиот производител.